И во ова издание на Инфорегион ќе може да ги погледнете најинтересните и најактуелни настани кои што се случуваат, ќе се случуваат деновиве во регионот. Преку разговорот со селекторот на македонската биатлон репрезентација Ѓоко Динески ќе се запознаеме со првиот меѓународен ролерски натпревар кој што наредниот викенд треба да се организира во општините Кривогаштан и Крушево. Исто така ќе ве прошетаме низ Крушевската корија, преку аутдор фестивалот, насловен како Крушево низ корија, кој што се случуваше во највисокиот град на Балканот изминатиот викенд. Ќе ги слушнеме и етно звуците од балканските простори преку изворниот балкански фестивал кој што се одржа во Прилеп, а исто така ќе се запознаеме и со работата на младинското драмско студио до овој град, која што годинава полни 10 години од своето постоење. Како што претходно најавивме, оваа емисија ќе ја започнеме со разговорот со селекторот на македонската репрезентација во биатлон и нордиско скијање Ѓоко Динески, кој што ќе ни каже повеќе околу настанот кој што овој викенд треба да се организира во општините Крушево и Кривогаштани, а тоа е првиот меѓународен ролер ски натпревар во Македонија. Да го погледнеме разговорот. На 27 и 28 август во општините Крушево и Кривогаштани ќе се одржи за прв пат еден доста интересен настан, а тоа е меѓународен натпревар во ролер ски. Повеќе околу целата оваа манифестација ќе поразговараме со Ѓоко Динески, селектор на македонската репрезентација во нордиско скијање и биатлон. Господине Динески, што точно ќе се случува во овие две општини Крушево и Кривогаштани на 27 и 28 август? И што представува ролер скито како спорт? Значи, за прв пат во Македонија ќе организираме меѓународен ФИС надпревар во ролер ски, кој од оваа година, односно од 1 јуни навака, да започна квалификацијскиот период за зимските олимписки игри во Пјонгчанг 2018 година и со одлука на ФИС овие надпревари влегуваат во квалификацијски надпревари и фактички во овој квалификацијски циклус ќе бидат бодувани исто како и зимските надпревари. Од тука потекна идејата дека фактички овие надпревари стануваат важни и ние решивме како скијачка федерација да го организираме овај прв меѓународен надпревар. Секако дека Крушево е базата на овие спортови и нормално беше за прв пат тука да биде организиран еден ваков надпревар, а символично ќе направиме и поврзување на двете соседни општини, Крушево и Кривогаштани, со стартот на масовниот старт во машка конкуренција кој ќе стартуваат на 27 од центар на Кривогаштани до центар на Крушево, додека втората трка ќе биде градска трка во Крушево, односно од влезот на Крушево до спомен куќата Тоше Проевски по главната улица. Колку учесници има пријавено до сега и од кои држави ќе бидат присутни? Па за сега има потврдено Грција и Србија и ние. Очекувам во тек на оваа недела да се пријават и други екипи, но без разлика и на колку ќе биде масовноста, секако дека е подобро да има што повеќе екипи, но да бидејќи сме за прв пат го организираме овај надпревар и на самиот старт на едни вакви надпревари, мислам дека како и да ќе направиме добра промоција на овај спорт и ќе имаат прилика граѓаните да видат за што станува и како се практикува овај спорт. Крушево е запознаено со овај спорт, бидејќи овај спорт има долга традиција во Крушево и практично повеќето поголемиот дел репрезентативците се од Крушево, но сепак мислам дека за пошироката јавност и публика би бил еден доста интересен настан и би било едно поттикнување на младите да почнат да се бават во што поголем број со овој спорт. Како што можеме да видиме во позадина тука тренираат македонските репрезентативци и како што и сами напоменавте, овој спорт е можеби помалку афирмиран во јавноста и оној кој што не се занимава со него не го знае. Кога за прв пат се започнува со негово практикување во Македонија и воопшто? Значи, надпреварувачите почнуваат некаде од 8-9 година со овој спорт да се занимаваат. Во Македонија ние фактички имаме почнато со возење ролери
На светски рамки, значи околу 30 на години, 40 се практикува и во Македонија некаде 20 години наназад веќе ги имаме тие ролери. Од почетокот беа тие доста тешки и гломазни, но сега е веќе технологијата отиде на толку многу напред што практично тие не се ролери, тие се кратки скиички кои ја имаат истата амортизација, приближна имитација на возење ски и практично другата цела опрема, чевли, везови, штеки се од зимскиот дел на опрема. Ролерските се една многу добра имитација на возење на ски и многу ни помага во тренингот, а еве сега преку надпреварите ќе ја пополни целогодишна програмата, да ќе направи целогодишна нашата програма и ќе имаме можност да појавиме пред публиката и во летниот и во зимскиот период. Практично ова е на еден начин замена за снегот во лето и тренингот. Значи една добра замена, скиите секако дека не може и амбиентот зимски да се замени, но една добра замена за да се премости овој период и секако еден добар тренинг и подготовка да се направи за зимскиот период. Знаеме и свесни сме сите дека ова е зимски спорт и дека главниот акцент е на зимската сезона, но викам дека ролерскиите овозможуваат да бидеме активни преку тек на целата година. Тука сега предлагам да ги слушнеме изјавите од учесниците на овој надпревар, а потоа повторно ќе се вратиме со разговор со селекторот Ѓоко Диневски. Значи, не има голема разлика меѓу скиите во зима и ролерскиите во летниот период, само што летниот период се занимаваме повеќе со тие, со ролерски, за да имаме добри резултати во зимскиот период. Ги имаме подготовките во летниот период, одлично се спремаме веќе 3 месеци и се надаваме на добри резултати во зимата. Каде ги изведувате вашите тренинзи? Па нашите тренинзи претежно јуни, јули ни се во Крушево тука, а потоа излагаме во Србија, Бугарија, Босна, балканските земји. Со ролерските? Да. Учествувате ли на некакви надпревари? Имате освоено до сега некакви медали? До сега сме учествувале на Балкан купот во биатлон во Србија и исто така имавме добри резултати таму. Освоивме неколку медали. Се надаваме на другите следни такмичења сега кои доаѓа тука во Крушево, 27 28 ФИС надпревар, потоа следува во Банско исто така биатлон надпревар, па крајот на септември одново водиме во Грција на ФИС надпревар. Се надаваме на добри резултати. Многу се вардиме во лето, да не падниме. На ски сме поискусни, како од ролерки. Ова се неопходни активности за да одржувате кондиција за во зима, така? Да, во лето тренираме со ролки, за во зима да имаме истата кондиција на ски. Колку време се занимаваш со овој спорт? 7 години. Како започна твоите почетоци? Почетоците беа во клубот Олимписки Крушево. Со подолго време, со тренинзи, со се, стасав до репрезентација на Македонија и сега сум уште во репрезентација на Македонија. Ова ми е 7 година. Што очекува следно? Па следно можда Олимписките игри во Пјонгчанг 2018. Какви норми треба да се исполнат за таму и дали има шанси да ги исполниме? Па треба олимписка норма, пошто сум била еднаш во Сочи, Русија со олимписка норма. Па ќе видиме. Јас се занимавам веќе 3 години во овој спорт и Каде љубовта? Како? Љубовта од каде за овој спорт? Љубовта, па јас воопшто не ни го знаев овој спорт, ама од мојата 6-та година, значи јас возев ролери, обични ролери и одев секоја година на ролеријада. Мојот тренер тогаш дојде, ме запозна, ми го објасни спортот, ми кажа што како скијање, ми даде опрема, ми рече што како све се работи и тогаш го засака спортот и идев еден месец да видам како е, што е и почна многу да ми се допаѓа. Трениравме, имавме трки, идевме, извадив после тоа добри резултати, ми се допадна и продолжувам со спортот. Сум сигурна дека ќе идам понатаму. Повеќе ти се допаѓа скијање во зима или ролерски во лето?
Па не, повеќе ми се допаѓа скијање во зима. Значи тоа ми е и правилниот спорт, ролките како што знаете се само како имитација, летоска дека немаме снег. Повеќе ми се допаѓа на ски, во снег. Ги слушнавме изјавите на учесниците на овој надпревар. Колку воопшто младите луѓе се заинтересирани за овој спорт и колку ги има во Македонија кои што се занимаваат со него? Па, за жал немаме многу надпреварувачи, сведено е на 4 клубови во Македонија, и некаде околу 40-50 надпреварувачи. Меѓутоа, како што кажав, ова е специфичен спорт и претежно гравитира околу планинските места и можеби и тоа е малце проблематично, но последно веќе и во Скопје имаме клуб кој успешно работи и се надевам дека сме на добар пат овај спорт да го прошириме и во другите градови. Секако што е до нас ке направиме иницијативи и некои стари клубови кои порано го практикувале овај спорт, ако може да се обнови таа идеја и да започнат повторно со работа или пак да направиме нови клубови. Но друго сакам јас да истакнам тука, сакам да истакнам дека станува збор за еден исклучително здрав спорт, каде што практично целото тело работи и на некој начин може да се каже како што е атлетиката кралица на летните спортови, нордиското скијање е исто така во зимските спортови. Еден исклучително добар спорт кој не само од такмичарски аспект, туку и од аспект на рекреација е многу полезно да се практикува. Ние патуваме по другите земји, практично од Средна Европа па за Скандинавија воопшто да не зборуваме, овој спорт не е само спорт, туку и начин на живеење, посебно во скандинавските земји. И рекреацијата на оние што се рекреираат во овој спорт е посебно уживање. Така да се надевам дека можеби нема да ги стигнеме тие европски и скандинавски искуства, но бројот на надпреварувачи и бројот на луѓе што би сакале да рекреираат на овој спорт од година во година ќе се зголемува. Каде се наоѓа Македонија кога станува збор за нордиското скијање, биатлонот и што е потребно за да се подобрат условите и за да имаме повеќе надпреварувачи? Па јас би поделил на 3 области, односно на 3 региони каде што овој спорт се практикува. Значи прв регион е Скандинавија, број 1 Русија и некои од европскиве држави. Втор регион би поделил азискиот, каде што на малце пониско ниво се и северноамериканскиот, и трет како помал овде како наше обкружување балканскиот регион. Во балканскиот регион доста добро, односно доста солидно стоиме и нашите надпреварувачи ни малце не заостануваат зад балканските. Поточно еден податок би дал Ставре Јада на последните зимски младински олимписки игри кои се одржаа во Лилехамер, Норвешка, практично беше најдобро пласираниот од Балканот на трката на 10 километри. Тоа покажува дека ова е индивидуален спорт и како индивиду ќе се појават надпреварувачи со своите квалитети што ќе се истакнуваат и понатака и ќе ги постигнуваат своите најдобри резултати и во нашата држава, но и на Балканот. Сега, во рамки на светските надпревари, ние сме учесници на сите светски надпревари, почнувајќи од Олимписките игри, светските првенства, европските првенства, светските купови, континенталните купови и така натаму, на другите нивоа на надпревари. Значи, нормите се освојуваат и сме учесници. Меѓутоа, нити финансиски, нити организацијски, нити со стручен кадар ние можеме да се носиме со скандинавските и со европските држави, така и од тој аспект резултатите се таму каде што се. Но забележан еден позитивен тренд и нашите надпреварувачи од година во година нивните резултати се подобри и подобри и за нас е успех секоја постигната норма, секоја постигната квалификација и секој пласман каде што би значил едно солидно представување на нашата држава. Мислам дека е тоа успех и скијањето знаеме дека приматот кои држави го имаат. Тоа е исто како да кажеме дека
да правиме споредба кога скандинавците би ги немале тие услови, кога би ги имале македонските услови со снег, тогаш би биле веројатно тие на нашето ниво и на нашето ниво на развој. Но надпреварите си се еден мегдан каде што целиот свет надпреварувачите ги одмеруваат своите сили и секако ние, како што кажав и претходно, дека се трудиме нашите резултати да бидат што подобри и подобри и тој чекор да бидат во нагорна линија. За крај, на Олимпијадата во 2018 дали ќе учествуваме? Секако ќе учествуваме на Олимпијадата и јас се надевам со олимписка норма. Се надевам дека ги заинтересиравме гледачите со овој спорт и дека можеби после ова интервју и после овој прилог некој ќе од младите луѓе ќе прави желба да се занимава со него. Изминатиот викенд во Крушево повтор пат се одржа аутдор фестивалот Крушево низ Корија, на кој што учествуваа над 300 учесници од цела Македонија во планински велосипедизам, планинарење и летање со параглајдери. Одлична забава, дружење, адреналин и уживање во еден од најубавите и недопрени предели во Македонија, регионот на Крушево и неговата околина. Тука, во највисокиот град на Балканот, викендов повтор пат се одржа аутдор фестивалот Крушево низ Корија, на кој учествуваа над 300 љубители на природата и екстремните спортови од цела Македонија. Овој настан беше проследен со две трки на планински велосипедизам, тура за планинарење и летање на параглајдери, како поединечно, така и во тандем. Главниот спорт на фестивалот, планинскиот велосипедизам, се состоеше од две тури. Едната долга 20, а другата 40 на километри. Учесниците имаа можност со овие тури да ги посетат најзначајните знаменитости во Крушево, како што се спомен куќата на Тоше Проески, споменикот Македониум, манастирот Свето Преображение и највисокиот врв во регионот Мусица, кој се наоѓа на 1700 метри надморска височина. Овој фестивал беше организиран од страна на Сдруженијата Форум за авангардна креативност и Велосипед 2015 во соработка со општина Крушево. Значи, Крушево поседува идеални места за развој на планинскиот велосипедизам и покрај велосипедизмот и параглајдерството и сите оние аутдор спортови кои што го креваат адреналинот. Како што кажам, значи Крушево ги има идеалните услови и еве од година во година гледаме дека овој град прераснува значи во еден од центрите кој што во кој што се одвиваат овие спортови, значи покрај параглајдерството, звајарството, еве и планинскиот велосипедизам зема голем замав. Значи оваа година очекуваме околу 300 учесници на овие рекреативни трки. Се надеваме дека ќе прерасни во уште поголем настан следната година, каде би вклучили уште неколку вакви адреналински спортови. Учесниците на настанот, кои ги имаше буквално од цела Македонија, велат дека се восхитени од природата во Крушево и истакнуваат дека Македонија има одлични услови за развој на овој вид на алтернативен туризам. Секоја година се повеќе се зголемува бројот на луѓе кои се приклучуваат на овие тури и кои сакаат да возат велосипед во природа. Првпат доаѓам тука, мислам на овој настан. Многу ми се допадна, уште синоќа бевме тука, имав чест малку да пуштам музика ретро, така да се журкаме. Многу пријатни луѓе, многу добра атмосфера. Се надевам дека и турата исто ќе помине во најдобар ред. Овие работи се многу битни за младите луѓе и за постарите нормално. Дружење, една позитивна енергија, едно расположение кое што го нема во овој тежок свет на живење општо. Инаку јас Америка живеам години, али секој лето доаѓам тука и се трудам на што повеќе тури вакви да одам и препорачувам и на другите да доаѓаат на вакви организирани тури и да се дружат и се надевам дека ќе се видиме и следната година пак. Планинскиот велосипедизам е многу погоден за Македонија. Македонија има шанса, бидејќи не само планинскиот велосипедизам, него сите тие авантуристички спортови, тој авантуристички туризам остварува голема додадена вредност, големи приходи. И тука за пофалба е последниве години, овој летниот период, скоро секој викенд има организиран настан некаде низ државата, но има можности се уште, има некои региони каде што не се доволно
застапени и апсолутно сметам дека е добро од секој аспект. Од аспект на здравјето на учесниците, доживувањето на возбуда, а и приходот за организаторите и туристичките работници. Од ВК Актив Струмица доаѓаме. Имаме денес и таму една тура на Тумба, на врвот на Белаца до Струмица, едно прилични километри од 74. Па одлучивме неколку од надпреварувачите да дојдат во Крушево. Ја возам оваа патека веќе 2 години поред, ми се допаѓа, прекрасно дружење, прекрасни луѓе, прекрасна патека и се најдобро. Им посакувам на сите кои што ќе се пријават да учествуваат овде. Зошто планински велосипедизам? Што те привлекува? Па види вака, возам и роуд по асфалт, но привлекуваме тоа што сум поблиско до природата. Додека во Македонија знаеме какви се условите, знаеме какви се патиштава и за жал ја користам повеќе монтен отколку роудбајк. Доаѓам од Скопје и така на овие манифестации од време на време учествувам. Што ве привлекува кај овој вид на спорт? Па првенствено природата, дружењето, амбиентот, атмосферата многу е позитивна. Сето тоа да го избегнеме она што е градот, стресот и така. Со маунтбајкот 10 години, меѓутоа велосипед возам од дете. Љубител сум на природа. Маунтбајкот, возењето вака по отворени простори, по планини, ми прави големо задоволство и гледам да не пропуштам ниједна од ваквите организирани маунтбајк и планинарски тури. Со тек на време мислам дека се повеќе расте посетеноста на повеќе настани. Вака не знам од година и пол што идам. Мислам дека има голема перспектива генерално и потенцијал. Има тури, има планини, има еден куп организации кои што организираат тури, така да прилично е добро. Колку тури годишно се организираат, колку ти посетуваш во Македонија? Што знам ја годинава 4-5, иначе се организираат сигурно преку 15-20. Целта на настанот е промоција на Крушево, како една атрактивна дестинација за развој на алтернативниот спортски туризам, кој станува веќе препознатлив бренд за овој град. Одржувањето на овој втор фестивал на отворено Крушево низ Корија докажува дека локалната самоуправа се движи по вистинскиот пат да го промовираме Крушево како интересна, атрактивна дестинација за развој на алтернативниот туризам. Голема благодарност до организаторите на овој настан и се надевам дека и во иднина до година ќе продолжиме со уште поголем број на учесници и ќе биде уште подобра организација. Овој настан се надоврзува на низа претходни настани кои се одржаа во Крушево, а тоа беше 2 светски шампионати во змајарство, 14-тото европско првенство во параглајдерство, потоа следува ултрамаратонот во пешачење од манастирот Свето Преображение од Крушево до Скопје, каде што маратонците ќе ги пречека претседателот на Република Македонија, господинот Иванов. Исто така, во наредниот период ќе се одржи ролерски меѓународен надпревар од Кривогаштани до Крушево, така да верувам дека сите овие настани потврдуваат дека Крушево е идеално место за организирање на вакви надпревари. Токму овие спортски фестивали, како што се параглајдерството, змајарството, планинскиот велосипедизам, придонесуваат Крушево да живее преку целата година. Според локалната самоуправа, овие алтернативни спортови секоја година го зголемувале бројот на туристи во Крушево за 20%. Она што наредно на овој план го очекува Крушево е организацијата на меѓународниот ролерски надпревар, кој што ќе се одржи на 27-28 август и ултрапланинскиот маратон, кој што ќе се одржи на 8 септември и кој што ќе биде на релација од Крушево до Скопје. На оваа камена бина позади мене деновиве се одржа изворниот Балкански фестивал, на кој што учествуваа учесници од Македонија, Србија и Бугарија. Да го погледнеме прилогот составен со етнозвуците од народите на овие балкански простори. Звуците на гајдата, тапанот и кавалот, синоќа повторно заечија во Придлеп. По 6-ти пат се одржа изворниот Балкански фестивал, на кој што учествуваа културно-уметнички друштва и групи од Македонија, Србија и Бугарија.
Целта на оваа манифестација е зачувување на фолклорот и традицијата на овие балкански простори. Музика, 8 сме у групи. Ние доаѓаме од Лесковац. Ќе се представиме со нашата етно музика. Ние сме 8 во групата. Ќе ги прикажеме вечерва нашите традиционални српски песни ора. Со овој вид на музика за прв пат гостуваме во Прилеп. Ами, аз идвам за втори път. Јас доаѓам во Прилеп по втор пат. Доаѓаме од Софија, Бугарија. Многу ми се допаѓа тука и пријатно се чувствувам. Се радувам и на другите состави кои доаѓаат тука од другите држави. Се запознаваме помеѓу себе, се дружиме и разменуваме искуства. Гостите беа презадоволни од пречекот и организацијата на овој настан. Вела дека младите полека се повеќе се посветуваат на овој вид на традиционална музика. Dolazimo iz Srbije, inače
Ние доаѓаме од Србија, а имаме и еден автобус со нас кој што доаѓа од Косово и Метохија. Ќе се представиме со наши изворни и традиционални песни и ора. Јас втор пат доаѓам годинава тука. Бев и на фестивалот Пеци Атанасовски, каде ја освоив првата награда Гајдата на Пеци Атанасовски. Одлично ги оценуваме овие манифестации, но треба да има повеќе заинтересираност кај народот. Еве, на пример, не гледам дека тука на плоштадот има многу народ. Многу треба, али уствари може да и... Многу треба да се направи за да се зачува традицијата. Добро е што има вакви манифестации каде младите можат и да слушнат ваков вид на музика. Исто ме радува фактот што во последно време некако младите се повеќе се интересираат да свират на фолклорните инструменти. Доаѓаме од Кичево, нашето културно-уметничко друштво е Бисер, кој го негува изворниот фолклор на Македонија, негува изворните народни песни и општата традиција во Македонија. Нашето културно-уметничко друштво досега има настапувано на безброј фестивали, каде што ги имаме освоено, да не претерам, меѓутоа особено првите неколку места. Имаме освојувано најубави награди во Закопане, Полска, имаме освојувано Гран При награди тука во Македонија, ширу па и надвор натака. Имаме огромен број на членови, од најмала возраст, па да речем, ете, сами гледате на која возраст сме. Колку се чува кај нас традицијата? Да ви кажем наискрено, живееме за таа музика, бар да речем за нас. Во последно време приметувам дека младиот свет веќе почнува да чувствува љубов према овие наши народни инструменти. Гледам и дека веќе ги освојуваат тие инструменти и го негуваат нашиот изворен фолклор. Како ја оценувате оваа манифестација? Оваа манифестација, да ви кажам, јас се изненадив кога добив покана да учествуваме на овој фестивал. Бев пријатно изненаден и, да ви кажам, со огромна љубов сакам да учествувам и едва чекам да почнеме. И публиката беше восхитена од настапот на музичарите и вела дека вакви манифестации треба да ги има што е можно повеќе, за да се зачува нашиот фолклор и традиција. Јас мислам дека ваквите манифестации се одлични, а се гледа дека и постои интерес кај населението. Така јас ги донесов вечер во моите внуци за да ги запознам со оваа манифестација и со македонскиот фолклор. Изразија желба и да се фотографираат со некои од учесниците на оваа манифестација. Видете, пред известно време имаше слична манифестација, бевме премногу задоволни и ние ги посетуваме овие манифестации затоа што на вистина се извор на фолклорното богатство во нашата земја. Со љубов идиме. Стварно ви кажувам, иако сме постари. Ова е културно убаво наше и треба сето да се одржува, да се чува, да се задржи за секогаш да се задржи.
Манифестацијата е како дел од Прилепското културно лето, а организатор е Центарот за култура Марко Цепенков од овој град. Нашата цел како Центар за култура е да го пренесиме изворниот фолклор на балканските народи. Затоа вечерва тука се друштва од Македонија, од Бугарија, од Србија. Не сплотува музиката сите балкански народи и се надевам дека така и ќе продолжи да не сплотува, а ние ќе продолжиме да ја реализираме ова манифестација максимално со поддршка на Министерството за култура. Настан поврзан со негување на традиционалната фолклорна музика која што ја негуваат балканските народи. Ова вечер покрај домаќините, значи од Македонија имаме гости од Бугарија и Србија. Се надевам дека сите ќе уживаат во прекрасната изворна музика и музиката е она што најмногу не поврзува тука народите на Балкан. Овој фестивал полека станува традиција и бренд за Прилеп. И после фестивалот за народни песни и инструменти Пеце Атанасовски. Ова е втора ваква манифестација во овој град, која што ја чува нашата традиција и фолклор. Младинското драмско студио, театар Чин 4, сцена 5 од Прилеп, оваа година полни 10 години од своето постоење. Низ ова студио во изминативе 10 години поминале околу 100 учесници, а студиото одржало над 50 на представи. Да го погледнеме прилогот околу овој амбициозен проект на младите луѓе од Прилеп. Младинското драмско студио од Прилеп годинава одбележува 10 години од своето постоење. За една деценија низ ова здружение поминале над 100 млади, а се одиграле повеќе од 50 представи. Првата представа се викала Бум Бум Мртовци, која кај публиката поминала одлично, и тоа било само дополнителен мотив, за да ова студио продолжи со својата амбициозна, креативна и интензивна работа. Креатор на ова младинско драмско студио е Саша Насевски, кој скоро без никакво искуство, освен со младешки елан и љубов кон театарот, пред 10 години ја свикал првата аудиција. Биле одбрани потребниот број на млади и се создало младинското драмско студио Театар Чин 4, сцена 5. Сега студиото функционира со околу 20 на членови. Дали и сега планирате нови аудиции за нови членови? Па, значи, тенденцијата за насвикување аудиции, идејата е да престане, туку Младинското драмско студио да премине во еден вид на театар и да функционира така и да се формираат две единици, тоа да биде театарската школа и Младинското драмско студио. Театарската школа е всушност ќе биде основата од кој што ќе се влечат идните генерации на аматери младинци. Ова година исто така имавте театарска школа, како помина? Па, значи, ова година имавме бесплатна театарска школа на која што се пријавија околу 40 на заинтересирани млади личности во, значи, распон од години од 6,5 па до 27, на која се учеа основите на актерската игра, основите на сценските движења, значи еден вид на забрзан курс на она што би требало да следува од наесен, а тоа е една вистинска театарска школа која што ќе се одвија во семестрален, значи, циклус, каде што ќе предаваат еминентни професори, што ќе бидат поканети од Факултетот за драмски уметности и од други соработници. Значи, ќе се учат освен актерска игра, ќе се учат право говор, ораторство, сценски движења, танци, мечувања. Значи, тоа ќе биде еден вид на целосна, комплетна театарска младинска школа. Оваа младинска театарска академија требало да профункционира од октомври и да трае се до јуни 2017 година. Инаку овие млади луѓе функционираат комплет ентузијастички, не добиваат приходи од никаде и се финансираат само од скромната продажба на билетите, средства кои потоа мораат повторно да ги употребат за наредните представи. Па, претежно се функционира од продажбата на влезните билети, ако се најде некој спонзор, и тоа е, мислам, сумата е символична. До сега, значи, немаме ниту денар од Министерството за култура добиено, но и немаме ни аплицирано, заради тоа што ние согледуваме приликата дека можеме сами тоа да го работиме и успеваме сами. Но понекогаш се случува и да останеме и кусок средства, па се случувало да доаѓа до продажба на телефони, лаптопи и златен накид, само за да излезе представа. Не можете да најдете некој мецена? Мецена во култура не постои, верувајте. Значи, ако нема мецената нешто за возврат, некој интерес, а камоли, значи, да му кажете дека тоа се некои деца кои сакаат да прават театар, тој веднаш ги замислува, не знам ни јас како ги замислува, а не дека театарот е
не знам, како што викаат сите, и јас така викам, театарот е сршта на сите уметности и велам дека театарот не само што се учи за театарот овде. Овде се учи за културата и за однесувањето, се дискутира за многу работи овде. Не се само се собрале некои деца и прават представи. Значи овде се дискутира и се учи филозофија, се буквално. И овие деца утре ден ќе бидат вистински репрезенти на градот Прилеп. Како дел од обележувањето на 10 годишниот јубилеј, планирано било некаде во октомври да се одржи фестивал во Прилеп, на кој ќе учествували драмски студии од другите градови на Македонија. Одбележувањето на 10 годишниот јубилеј било планирано да кулминира на 17 март идната година, кога би се одржала представа каде учество ќе земеле повеќето млади луѓе кои што досега членувале во театар Чин 4 сцена 5 од Прилеп. Колку дни продолжуваат професионално да се занимаваат со актерство? Па, значи, процентот е со односот 6 наспрема, не знам, еден грст, како што гледате е мал, но тие што продолжиле, значи, се доста успешни. Наш член е Жарко Димовски од Театар Комедија, значи тој бил кај наш член. Имаме и доста сегашни актуелни студенти на факултетот за драмски уметности и на факултетот ЕСРА. Имаме, значи, наши членови стануваат водители, стануваат музичари, стануваат еминентни граѓани, што би рекол. Значи, не е целта, значи, од тука да се продуцираат професионални кадри. Целта е од тука да се продуцираат способни луѓе. Значи, не велам дека ние сме овде, не знам, некој центар за оспособување на младите, но, значи, кога ќе се тргнеме настрана од сите овие, не знам, влијанија што ни ги налага глобализацијата, овде сме како во едно затворено круче каде што можеме, значи, младите пред се ќе можат да се искажат тоа што им тежи, тоа што им се проблемите. Изминативе денови Младинското драмско студио ја подготви својата најнова представа Умри машки. Интересна комедија која најде на доста добар прием кај публиката. Младите кои членуваат во ова студио велат дека планираат да се занимаваат со актерство и во иднина. Кој пишува сценарио, режисер, како ги одбирате представите, дали сите заедно учествувате или по нечи предлог? Па претежно одбираме некој што ќе истапи и ќе режира представата и тој си одбира текст кој поминува преку уметничкиот раководител кој ќе го одобри тоа. Дали ќе се постави представата или не, и режисерот самиот си бира кој ќе играат во представата. Овие денови ја спремате представата Умри машки. Колку, значи, како дојде до реализација на ова представа и што е таа комедија, во кој жанр спаѓа? Оваа представа се вика Умри машки и е од Алдо Николај. Вбројува 6 актери и ја спремивме за околу 2 недели, за краток период, и се надеваме дека добро ќе поминиме. Дали вашите амбиции се и понатаму да се занимавате професионално со актерска кариера или ова ви е чисто хоби? Па јас лично за мене да, планирам да се запишам на драмски, а за останатите да, има и амбициозни кои сакаат да продолжат. Има и некои кои го прават тоа онака од чиста љубов, но се забавуваме. Дали имате некаква соработка со Народниот театар од Прилеп Војдан Чернодрински или пак со други театри од Македонија и од каде се црпите искуство? Да, дел од членовите во Младинско драмско студио имаме учествувано во представа, јас и дел од мои колеги. Учествувавме во представата Хамлет од Горнодупени, која што веќе се даде премиера, но реприза се пак чима и септември на 9 почнуваме. Исто така имаме учествувано и на други фестивали, како што е Гола месечина заедно со професионална представа. Доста интересна професија, полна со предизвици, никогаш не се знае точно каде си, што правиш. Можеш во една професија да ги искусиш, ама баш сите професии, од скитник до најбогат и така натаму. Зашто точно станува збор во вашата последна представа Умри машки? Како што и кажавте, последната представа што ја спремаме се вика Умри машки од Алдо Николај и станува збор за една комедија која е стварно интересна да се види, пред се го представува вистинскиот живот на сите луѓе кои живеат само на поголем левел, да речеме, и стварно е комедија, играат 3 лика, а ние сме 6 минути, така да е интересно да се погледни. Навистина станува збор за интересна и комедична представа. Колку време ја подготувавте? Па околу 2 недели имавме кратко време за оваа представа, но ете со заеднички сили успеавме да го средиме сето тоа и успеавме да дојдеме до една цела.
Дали планирате реприза на оваа представа? Па, ако има барање, да, во септември мислиме да ја дајме уште еднаш. Па, ќе видиме како ќе биде. И за крај, на сите овие млади и амбициозни луѓе, да им посакаме светла иднина во нивната актерска кариера. И ова студио да слави уште многу вакви јубилеи и годишнини. И тука е крајот на ова 8-о издание на Инфорегион. Се надевам дека со понудените содржини го задржавме вашето внимание до крајот на емисијата. Довидување.